Хронично болните се најчесто лица кои имаат повеќе од една болест, но нивниот глас е заборавен од надлежните. Дел од нив ја немаат примано ниту вакцината против сезонски грип, а не се ставени ниту први на списокот за вакцина која се очекува против COVID-19. На таа тема разговараме со Билјана Рогожарска, представник на хронично болните лица, но и самата таа како хронично болна со две диагнози. Хронично болните, лицата со коморбидитети, возрастната популација над 65 години, здравствените работници треба да бидат тие што први ќе бидат вакцинирани од вакцината која се најавува дека кај нас ќе дојде во првата половина од наредната година. Зошто е тоа така? Зошто ние мислиме дека тоа е така? Тоа е така затоа што луѓето со хронични болести, со коморбидитети, па и возрастната популација, а и здравствените работници од кои сум дел и јас, не успеа да дојдат до сезонската вакцина за грип затоа што матичните немаат термини за закажување, нити пак вакцината во здравствените организации, каде што беше најавено дека ќе биде бесплатна, се подели за сите. Значи, еве, јас сум сведок дека вакцина не сум примила, а сум хронично болна со две диагнози. Заштитата на хронично болните од COVID-19 е најпотребна, бидејќи ако не се преземат мерки, за жал, некои од нив вечно ќе не напуштат, за секогаш, истакна Рогожарска. Тоа е така заради тоа што овие луѓе имаат не само по една, туку по неколку хронични болести, нивниот имунитет е намален, тие многу тешко се борат со овој вирус кој е непознаница за сите на светско ниво. Затоа сметаме дека барем на листата за прием на вакцини треба да бидат први. Чисто за да бидат заштитени и за да можат полесно да се справуваат со се друго што ќе дојде понатаму. Да се слушне гласот на лицата со повеќе болести, да им се помогне и да се заштитат хронично болните луѓе од невидливиот непријател, е најмалку што може да се направи за нив во време на пандемија.